Кога имаме пресметка на плата за трговец поединец, треба во табели клиенти и тој клиент вместо 110 да ставиме 112 или 111. Зависи што е. Кај вработените, еден од вработените е собственик. Треба да се селектира. Собственикот. И кога ќе ги внесеме вработените, собственикот автоматски е 001, а вработените се со шифра 050. И сега кога ќе ставиме нето, например 15.000 со 15.000, и ако имате исто нето, момент, еве, немате исто бруто, бидејќи вработениот ги има сите придонеси, а собственикот е ослободен. Доколку собственикот не зема нето, можеме вака во одбитоци да поставиме автоматски одбиток. Е број 1. Нето. И ќе ставиме 100% од нетото. И кај вработениот ќе ставиме дека автоматски кредит еден му е за нето. Кога ќе направиме рефреш, автоматски целата плата ќе се одбива. Значи тој нема ништо да зема за исплата. Да видиме дали сме добри со пресметката. Open. Читај. Past. Open. Провери. Во ред. Значи една честа грешка е дека ова се заборава да се става 0.50 и во специјални ситуации кога имаме знае да не поминува, некош поминува и без ова. Ево ова како го немаме. Видиме дали ќе ни е добро. Чите. Провери. Значи проаѓа платата и без 0.50. Меѓутоа ако имаме мала плата, по некој основ со малку часот, не знам, еве сега ќе ставиме 1000. Во некои случаи знае ова да не поминува како што треба. Добро. Значи, сепак препорачувам овде да во опада да има 0.50.